Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана министерке, почитувана македонска јавност. Денес расправаме по предлог закона за изменување на закона за минимална плата во Република Македонија. Предложениот закон ние во Социјалистичката партија на Македонија го поддржуваме. Како партија секогаш сме со народот, а работниците имаат нашата целосна поддршка. Грижата за нив е вградена во статутот и програмските определби на партијата и таа поддршка е природна и е постојана. Социјалистичката партија беше меѓу првите кои јавно се изјаснија во поддршка на барањето за зголемување на минималната плата. Ги поддржуваме настојувањето за подобар живот, зашто се оправдани и хумани. Република Македонија според Уставот е и социјална држава, го потенцирам тоа, и власта и бизнисмените мора да ги почитуваат уставните одредби и да им овозможат на работниците услови за пристоен живот и за достоинствена плата. Системот мора да се прилагоди на уставните одредби и да се возможи усогласено влијание во социјалната сфера. Ниските плати, а особено за останувањето на минималната плата, го влошува живеењето на граѓаните кои едва преживуваат во услови на пандемија, раст на цените на сите потреби за едно нормално живење. Растот на инфлацијата која го осиромашува народот заедно со влијанието на пандемијата, трошоците за лекарства, за струја, за храна и се друго ја прават платата недоволна за едно нормално живење. Пред сметката на синдикалната кошничка за едно 4-члено семејство, реков и другите колеги тоа го кажува, изнесува околу 35.810 денари. Овој износ укажува дека платите мора да растат и да се усогласуваат со трошоците за живот. Сакам да укажам дека платите во Македонија се најниски во регионот, а со тоа и најниски во Европа. Тоа влие на иселувањето на населението, особено на квалификуваните и образованите работници, со што губи државата која вложила во нивното образование. Без стручни и едуцирани работници не може да се планира развојот на државата, се јавува за останување за жал на подолг рок. Сиромашните не може со минимална плата да ги задоволат ни основните потреби и затоа се подготвени и најавуваат незадоволство, односно протести, штрајкови и така натаму. Ветувањето за поубав живот и повисока плата на сите вработени ги има во програмите речиси на сите партии, па и во програмата на овогодишната влада. Затоа владата мора да се грижи за работниците, а особено на социјално загрозените семејства и да ги компензира трошоците за енергија, за храна, лекови и образование и се што може да го олесни животот на оваа категорија граѓани. Сакам да потенцирам дека безрезервно и во целина ќе ги поддржуваме барањата за остварување на правата на работниците и на социјално обесправените. Социјалистите секогаш се со народ и знаат кои се потребите на работниците и како тие да се задоволат. Ние предлагаме да се донесе нов општествен договор со кој ќе се обезбеди реална и праведна распределба на општествениот производ. Почитувани, со овој закон не се решаваат проблемите со платите на сите корисници на буџетот и за да се надмине истиот, со колегите од ВМРО ДПМНЕ поднесовме амандмани со кои бараме скалесто усогласување на платите на сите вработени во јавниот сектор, односно во администрацијата, образованието, културата, здравството, судството и во никој случај не смееме да ги заборавиме и пензионерите. Меѓутоа, за жал, вие знаете дека Комисијата за труд и социјала овие наши амандмани ги одби и морам да ви кажам дека е направена голема грешка и е створено големо незадоволство кај овие вработени што пред малку ги споменав и овие практично луѓе всушност сега бидејќи не пратат доста таква е точката, чувствителна, сензибилна, осетлива е. Верувам дека сега пратејќи на нас дека се ствара кај нив една голема нервоза, една голема психоза. Овие луѓе не смеат да бидат запоставени. Државата мора да води сметка и тоа подеднакво за сите граѓани. Не смееме граѓаните да ги делиме
односно да ги дискриминираме. На едни да се покачват платите и тука да застанеме, а на другите не. Тоа е моето размислување, тоа отворено ви го кажам. Исто сакам да кажем дека во јавната администрација веќе се луѓето на некој начин со години запоставени и нивните плати се речиси многу мали, речиси и никакви, и затоа мислам дека ово што кажувате дека нема да ние очекуваме дека оваа плата ќе повлече овој закон за минимална плата ќе повлече корекција на платите во останатите сектори што ги направи. Меѓутоа, за жал, не се случи, така да мислам тоа не е вред. Нашински кажано, испаѓа дека државата за едни е мајка, за други е маќа. И мислам дека владата, државата треба да најде начин како да ги зголеми платите, односно да направи корекција и нови работници кои пред малку ги споменав. Благодарам. Благодарам.